Тој е млад, талентиран, популарен, потекнува од музичко семејство. Неговото име е Огнен Здравковски, а изминатата 2024 година ја заокружи промовирајќи ја новата песна Пекол и рај, која е повод за нашава денешна дружба. Оги, здраво! Здраво, Ирена, фала ти на прекрасната најава и поздрав до сите гледачи на Алфа телевизија. Те гледаме често на македонската сцена, настапуваш, активен си, твориш музика и веќе публиката одамна те засака и сака да те слуша и да ги следи твоите настапи, а ти враќаш на публиката подарувајќи прекрасна музика и убави numeri, како што е случајот и со Пекол и рај. Да ни раскажеш како всушност се роди композицијата? Па, оваа композиција е од 2020 или 2021, не можам тачно да се сетам кога беше, зашто има поминато малце подолго време и знам дека беше во време на короната и јас и Александар Тарабунов се дружиме тем приватно и колеги сме тука во македонското опера и балет. И бев кај него на гости, случајно нешто седнавме на компјутер, компонираш од некои песни, му дојде идеја за песнава, па ја му дадов некои сугестии да смени, па он ја промени и така ни остана во фиока, па дадовме на Зоран Зонде Стојановски направи текст и така остана тогаш. Фактички неколку години стоеше во празно што се вика и годинава ни текна, дај да ја вадиме песната, дај да се спремиме ово на како што, кој да прави аранжман. Му дадовме на Димитар Андоновски го направи аранжманот и ете направивме еден пакет од песна со спот што се надевам дека им се допадна на гледачите и на слушателите и тек до прва ќе им се допаѓа, бидејќи се многу кратко време има поминато од кога е извадена песната, нема ни месец дена, но ете гледам дека добри добра реакција има од публиката. Да, тоа ќе спомнев, реакциите се веќе многу позитивни, песната се слуша, се врти и тоа веројатно е поттик можеби за некоја идна соработка со истиот тим кој што веќе одлично функционира. Така е, зошто не ние и приватно се дружиме, како што кажав, ептен со сите нив и случајно испадна оваа соработка, не сме ни форсирале, не сме правиле ајде да правиме некоја песна или ово, ете така дојди, се надам дека ќе дојде пак некоја идеја и некоја нова песна. Какви се твоите планови за ова 2025 која што веќе започна? Имаш ли нешто што веќе сакаш да ти се оствари во годинава? Што да очекуваме од тебе? Па да ти кажам искрено, оваа година највеќе сум посветен, максимално сум посветен на мои авторски песни, бидејќи до сега бев, но не толку вадев по една-две песни во годината. Зависи, некојаш дури една била, не биле ни две и тоа се многу малку песни за еден изведувач, за еден артист. Така да годинава си го зацртав тоа во глава уште пред да заврши старата година, пред да почне новата, дека 2025 ќе очекуваат луѓето од мене многу нова авторска музика, многу нови музички проекти и тоа ми е едноставно само во глава зацртано и неостварена желба што ме праша ми е ете да направам некоја кариера со мои авторски песни, да имам оваа година хитови мои. На домашна сцена или надвор од Македонија? Па пола и така работа ми е секогаш. Пример, македонска песна немав извадено од лани од Макфест, но еве сега поклонив македонска песна на сите наши македонци. Сега нареднава што ќе вадам ќе биде, таму се надевам дека кога стигнеме веќе пола готова, се работи демото аранжманот до средината на март треба да биде песната искочена, таа ќе биде за српски пазар, ќе се промовира таму, но и тука исто ќе биде. Ќе комбинирам една македонска верзија, една српска верзија, така да едноставно сакам да направам балканска кариера, ако даде Господ. И нема ништо побаво од тоа кога нашите македонски пејачи и пејачки се признаени, популарни и сакани насекаде во регионот, а навистина сме поднебне со голем број таленти и со одлични вокали. Оги, ти благодарам за интервјуто и ти посакувам во ова 2025 година уште почесто да те гледаме, да те слушаме и да ти се остварат твоите желби и плани. Благодарам и на тебе, Ирина, за прекрасниот разговор. Уште еднаш поздрав до сите гледачи на Алфа, следете и гледајте и слушајте македонска музика.